Па би рекла дека блокадата во работата на Дирекцијата за заштита на личните податоци е веќе нешто што реално се случува. Јас како член на Метаморфозис во работната група која што работи на носењето на новиот закон за заштита на личните податоци, мислев дека ќе разговараме овој период на темата зашто процесот на носењето на нов закон се одолговлекува, но еве излегува дека кадровските решенија веќе се погорливи прашања и повеќе проблеми отвараат отколку самото носење на новиот закон, бидејќи хипотетички утре да биде донесен новиот закон за заштита на личните податоци, нема да имаме кој да го спроведува и нема да имаме кој да ги едуцира сите други како треба тоа да се прави. Всушност, немањето на директор и заменик директор во една институција чија што основна надлежност е да штити човеково право е поголем проблем од тоа што можеби нас не се чини. И драго ми е што го отвараме прашањето, бидејќи постојат повеќе проблематични аспекти. Едниот е дека дирекцијата не може да ја извршува својата функција на редовен инспекциски надзор. А тоа значи дека практично 6 месеци плановите за редовен инспекциски надзор не се спроведуваат, кои што се претходно донесени минатата година. Она што и останува на располагање на дирекцијата е да врши вонредни инспекциски надзори само по пријава на граѓани кои што сметаат дека нивното право на приватност е некаде нарушено. И ова го отвара прашањето што всушност во овие 6 месеци се случува на полето на заштита на личните податоци, кога никој не доаѓа во надзор и кога едноставно таа основна законска надлежност на институцијата не се спроведува, тогаш што се случува во приватниот сектор, па и во институциите кои што реално обработуваат лични податоци од сите нас. Исто така е многу важно дека дирекцијата се бореше долго време да стане важен чинител во носењето на новите закони и предлагачите на новите закони задолжително да ги доставуваат предлог законските решенија до дирекцијата за да добијат мислење дали одделен закон е во согласност со принципите на заштита на лични податоци. Сега и оваа активност се разбира дека стои, бидејќи нема практично кој да го даде мислењето, има кој да го даде во смисла на стручните луѓе кои што се таму вработени, меѓутоа тоа формално правно не може да излезе од дирекцијата. Така што не стои само еден закон и не стои само една институција, туку стојат повеќе процеси паралелно во државата. И она што како трето го сметам исто така многу важно, дека е нешто што не се случува предолго време, е сегментот на кривање на јавна свест и континуирана работа во смисла на обука и на бизнес секторот и на државните институции за спроведувањето на законот. Ние сме веќе на прагот на усогласување со општата регулатива за заштита на личните податоци. Законот можам да кажам дека е во многу голема мера усогласен, оној новиот кој што чекаме да се донесе, и се плашам дека никој нема да биде подготвен кога тој закон ќе стапи во сила, никој нема да биде подготвен да го применува онака како што треба. Овие 6-7 месеци можеа да се искористат многу добро во смисла на едукација и во смисла на подготовка на сите засегнати страни за да не најде она што најверојатно ќе не најде следната година. Сметам дека сето ова ќе има големо негативно влијание заради тоа што и како што и самите кажавте, зборуваме за институции кои што основна надлежност има заштита на основни човекови права согласно уставот. И самото нивно нефункционирање повеќе од 6 месеци значи дека овие институции нема да можат ниту да поднесат извештај за нивното годишно работење за оваа година. Значи, не зборуваме само за надзорот и за спроведувањето на закон кој што штити човеково право. Веќе навлегуваме и во една друга тема која што се вика отчетност на институциите за она што го имаат сработено и прикажување на нивните резултати. Што овие институции ќе можат да покажат и да реферираат како нивни успех во ситуација кога тие не можат да го исполнат актуелниот план, ниту пак формално правно можат да донесат план за работа за 2020 година. Тие не можат да го донесат планот, бидејќи нема тој план кој да го подпише и кој да го верификува како план за работа следната година. Значи не може да има никаква позитивна оценка во ситуација во која што имате неможност
да кажете што сте сработиле, ниту пак идеја на тоа што ќе работите во наредната година. Не очекувам добри коментари во оваа насока. Знаеме дека ова е периодот кога допрва ќе се разговара и ќе се отвараат прашањата, особено за поглавието 23, така што сметам дека ова е ситуација во која што сите треба да алармираме дека треба што побрзо да се реши, бидејќи доколку процесот на избор и именување на директорите на овие институции за кои што зборуваме или членовите на комисиите не се случи до крајот на оваа година, веќе влегуваме во антикоруптивни мерки пред избори. Да кажеме, оптимистичка варијанта за сето ова да се заврши би било јули следната година, што на никој од нас не му оди во корист.